За општина Центар, проблемите со кои се сочуваат граѓаните на Центар, но и на Скопје, разговараме со носителот на советничката листа на ВМРО ДПМНЕ Горан Андреевски. Господин Андреевски, добре дојдовте во студиото на Република. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Така, вас ве знаат првенствено како човек од спортот, од кошарката. Што ве натера да влезете во политикава? Моменталната ситуација во која што ни се наоѓа општината, начинот на кој што живееме во периодов наназад, ме инспирираше се со цел да пробаме да промениме нешто за подобар живот на граѓаните на општина Центар. Тоа беше иницијална каписла да пробам да се вклучам во политиката. Така, како жител на Центар, како обичен граѓанин, што најмногу ви пречи во општина Центар? Па, многу работи се променети од она што паметам јас како дете години наназад. Јас сум роден на Водно, тука сум израснат, Центарец сум цел мој живот. Она што се изгуби во Центар е духот на Центар, духот на центарци, начинот на кој што живееме во моментот, иако нели современиот начин на живење си го прави своето, меѓутоа малскиот живот се изгуби во Центар, за разлика од други општини како Аеродром, Карпош, каде што се уште децата имаат можности и граѓаните да си го живеат тој малски живот. Ми пречи многу нечистотијата моментално во градот, организираноста, повеќе работи. Како го пометите Центар од ваше време, од младоста? Што имаше тогаш, што нема во однос, не знам, на дружење, малски, значи, дружби? Так. Па Центар беше, може да кажам, најубавото место за живење. Без разлика од кое мало си, ние сите се знаевме и се дружевме. На Центар му фали една аркадија, еден кингбургер, каде што сите како деца после школо или после тренинзи или после било кои други активности завршувавме таму. Исто така ми недостасуваат дружбите навечер, имавме своји места, може да ги споменам Булевар, Дон Стефано, тоа се култни места каде што сите ние растевме. За искачање во град, како што се велеше тогаш. Центар, да, се уште има задржано дух, нели, она Боемска улица, Дебармало, се уште го одржуваат духот, може да кажам, центарски, меѓутоа многу работи недостасуваат во тој дел. Како можеме да го вратиме животот во Центар со однос на новите времења што носат, не знам, младите и децата постојано да се пред компјутери и таблети наместо надвор на баскет или на некој на фудбал? Па пред се на Центар му фалат многу културни настани. Мислам дека порано имавме многу повеќе организирани настани, многу повеќе мини концерти, свирки, се сеќаваме како мал Дуле и Коки кога ќе свираа на одредено место, цел Центар, цело Скопје се собираше на тие места. Во она Карши Кимија паметам како тинејџер, да речам, надолу што се спушташе едно, таму свира, сега има некаква зграда никната. Дуле и Коки има различни локации. Интересно беше што цело Скопје секој ден од четврток до недела се собиравме таму на тие свирки. Ги паметам и оние Змија, Чао, тој ред во ГТЦ кога беше препол. Так, па ГТЦ беше доста жив. Сите збиднувања, сите случувања во одреден период и се случуваа таму. Почнувајќи за помладата популација средношколци одеа во Стоби, некоја во Змија, во Чао. Так. Змија беше, може да кажам, ајде по елитен кафич од останатите, додека во Чао одеа повозрасните. Меѓутоа беше навистина прекрасно, затоа што сите бевме сконцентрирани на едно место. Така. Исто вас се знаат, нели, како човек во спортот. Што може да направите да се врати, нели, спортот на повисоко ниво во општина Цакос? Вие сте поточно во кошарката, селектор сте на младата репрезентација кошаркарска на Македонија. Так. Па многу работи може да се направат. Првенствено би требало да заживее повторно училишниот спорт, кој што во моментов на вистина ни е на многу ниско ниво. Во последно време се изградија многу спортски игралишта низ државата, се модернизираа, но за жал нема доволен број на деца. Мислам дека повеќе акцент треба да ставиме и да направиме некои проекти каде што би ги
анимирале повеќе децата да се бават со спорт и ние како родители треба повеќе време да посветиме на нашите деца, повеќе да спортуваат. Водно во тоа време беше доста актуелно, каде што сите фамилиарно се качувавме на средно, сега каде што е црквичката, тоа беше збиралиште каде што имаше многу убави настани, многу убави моменти. Она што исто така е многу важно во поглед на спортот, да кажам, а денеска го нема, ние живеевме на игралиштата. Дали е во школски, дали е на Томас Еве за баскет, ке земам, дали тоа е Партизан и ред други места, меѓутоа си имавме одредени локации каде што сите ние се дружевме. Се играше фудбал, за тројка на баскет. Ако изгубиш баскет, така, еднаш си одиш или менуваш друга локација. Така да мислам дека тоа е малскиот живот најповеќе му фали на Центар. А Центар има најголем потенцијал за такво нешто. Така, а што е со кошарката, што е ваша специјалност? Што може да се направи? Ке се врати ли она големо дерби работнички МЗ? Па, јас би посакувал искрено, бидејќи доаѓам од кошарката, би сакал да тоа повторно заживее. Изминативе години некако можеби акцентот се стави повеќе на НЗТ, работнички, иако општината вложува многу, меѓутоа резултатите изостануваат. Мислам дека тоа беше еден од настаните каде што скопјани, поготово центарци, живеа за тоа дерби. Работнички нели иако е центарски клуб, меѓутоа имаше многу поддржувачи од Карпош и од Кисела Вода, за разлика од МЗТ кој што е концентриран само на една населба. Меѓутоа мислам дека има простор, треба да се вложи малку повеќе во професионалниот спорт, меѓутоа е врзано, тоа е ланчан систем. Ако ние имаме повеќе активности за најмладите, повеќе можности за спортување, тогаш ќе имаме и поголем потенцијал за професионалните клубови. Од тој квантитет на деца кои што ќе се занимава со спорт, ќе произлезат многу повеќе таленти кои што во иднина би продолжиле да се занимаваат активно и професионално. Што е со салата во градскиот парк? Ќе биде ли скоро завршена? Па, искрено немам доволно информации, од она што пратам по медиумите, знам дека владата имаше заедно со општината иницијатива каде што владата со сите останати проекти нели кои што ги поддржува во државата, мислам дека околу 1 милион евра има вложено за да се реновира таа сала. Сега за викенди кога одам со мојата фамилија во парк, поминувам често, гледам дека интензивно се работи. Дај Боже да се направи што треба да добие Центар Скопје еден пристоен Дај Боже, објект во Па да видиме, јас се надевам дека оваја година ќе имаме можност и да го вратиме дербито баш во таа сала меѓу МЗТ и работнички. Така, а што е со кошаркарската репрезентација? Вие сте селектор на младата репрезентација, доколку до 18? До 18 години. Како ја оценувате кошаркарската иднина на Македонија? Па сега генерално еве јас ќе генерализирам затоа што истиот проблем го среќаваме во сите спортови. Проблемот е што децата имаат многу мал интерес за спортување. И оние кои што одат на спортување, повеќето можеби е вештачки одат да повеќе го поминат времето, него ли да сакаат да спортуваат. Гледам дека се окупирани со YouTube, со телефони, со разни игри, компјутери. Мислам дека тоа го плаќаме данокот на современото живење. Меѓутоа, од таму потекнува све. Имаме таленти, имаме квалитет, ни фали малку поорганизиран систем, како би направиле по-добри резултати. Иако ние оваа година, еве, минатата година освоивме прво место во Б дивизија, што е одличен резултат, највисок досега на една наша репрезентација да се освои златен медал. Оваа година игравме во Белград во А дивизија, каде што за жал завршивме 14-ти, меѓутоа многу малку луѓе знаат дека тоа 14-то место ни е најдобар успех на било која македонска репрезентација до 18 години до сега што се надпреварувала. Значи не значи дека не можеше повеќе. За жал, сплет на околности, имавме и некои повредени играчи кои што беа клучни за поголем успех во екипата и тоа е тоа резултатски.
Така, значи имаме сепак таленти за блиска иднина да се надеваме на она леле луѓе што направивме, да дојдеме до европско првенство и до некој посериозен успех. Апсолутно. Еве, можам да кажам дека наназад со години македонската репрезентација имала и доста играчи од центар. Симоновски, Перо Антич, Дејан Јовановски и ред други, кои што биле клучни за многу успеси на македонската сениорска репрезентација.